Добар ден. Добродојдовте на уште една епизода во серијалот Интервју со менеджмент консултант. Како што знаете, моето име е Данчо Димков и сум претседател на Асоциацијата на менеджмент консултанти МК 2000. Секоја епизода поканувам посебни гости и за денес имам исто така посебен гостин, господин Владко Данилов, кој што е сертифициран менеджмент консултант, тој е исто во надзорен одбор на МК, како и ко-собственик на консултантската куќа Басме. Владко, најпрво добре дојде. Благодарам на поканата. Ние неформално си имавме неколку средби и така сванав кое влијание го има Владко како консултант. Меѓутоа за сите што не те познаваат, најпрво би сакал да замолам да ни се представиш, односно да ни кажеш кој е всушност Владко Данилов. Јас сум професионален менеджмент консултант кој што работи оваа работа веќе 20 години. Професионален значи живеам од тоа. Така да, мојот голем дел, најголемиот дел од животот работам овој дел во консалтингот. Иначе по вокација сум економист, мастер по финансиски менеджмент, специализација посебно во јавни финансии. Што друго? Имам син, имам две внучиња, Браво. Приватниот живот. Во член сум во МК од самото основање од далечната 2000 година до денеска. Еден сум од изминатите председатели на МК. Да. И денеска сум исто така координатор на МЕН. На англиски тоа би дошло Македонија Evaluation Network или мрежа на евалуатори во Македонија. Сум координатор денеска. Баш, значи 20 години консалтинг искуство, значи баш од почетоците на МК асоциацијата си активно вклучен во организацијата. Така е. Браво. Спомна за дека си член во МЕН, македонската мрежа на евалуатори, и предходните епизоди во овој подкаст беа повеќе кон компаниите, повеќе кон консултантите, и сега сакавме фокусот малку да го насочиме кон евалуацијата. Така да кажи ми за тие лаиците како мене што не знаеме што всушност е евалуација, што уствари и како се користи уствари евалуација. Вака ќе се обидам многу наедноставен, бидејќи има многу теоретски дефиниции. Значи евалуацијата представува мерење на резултатите. Секоја интервенција има некаков план, има некаква цел, има поставени некакви резултати. Значи евалуацијата е таа што треба да каже дали се тие постигнати резултати и зошто. Значи акцентот е ставено на зошто, значи да разбереме кои биле све оние фактори што влијаеле за да дојдеме до оваа ситуација денеска, постигнати или не постигнати резултати. Значи отприлика тоа е суштината на евалуација. Има устварно два основни елементи се како употребна вредност. Значи едното е учење и другото е отчетност. Значи таа треба да ни овозможи да научиме нешто од изминатите акции и да обезбеди отчетност за тоа кој работел добро, што работело добро, како функционирало, за да имаме и транспарентност во работење. Интересно, како ми кажува за евалуација, размислувам во корпоративен свет, каде што менеджмент бортот треба да учи, односно да мери KPI за што функционира, што не функционира, а од друга страна пред бордот на директори или пред инвеститорите треба да дава отчет дали квартално, дали годишно во какви резултати направиле. Интересно, Владко, ако е мерењето на резултатите, дали е тоа дедицирана позиција, дали е како дел од склоп на менеджмент вештините, или треба да има посебно лице кое што треба да специализира како евалуатор за да може соодветно да си ја врши работата? Евалуацијата е дел од процесот на менеджмент, посебно во делот на проектниот циклус. И треба да овозможи информации за носење на одлуки. Значи во приватниот сектор е тоа, мислам, со многу долго време и многу јасни се критериумите и тие служат за носење на одлуки. Значи кога ќе ги добиеме финансиските извештаи за продажба на
или било какви други извештаи, на Да. менеджментот врз база на нив си носи одлуки и имаме носење на одлуки врз база на докази, цврсти докази. Значи, во делот на општеството и на јавните функции, исто така, значи, потребно ни е да, бидејќи имаме многу скромни ресурси, многу ограничени ресурси, значи, многу е важно тие да се користат на оптимален начин, да бидат најефективно употребени, за конечно да можеме да на граѓаните да им обезбедиме најдобар квалитет на живот. Тоа е поентата од сите односење на сите политики, стратегии на управување со општеството. Така да, значи, постои на ниво на држава, дали има некој систем или политика на ниво на евалуација? Да, во многу држави, значи, постои евалуацијата е регулирана и тоа високо регулирана. Јас знам барем две држави, Швајцарија и Непал, кои што во уставот на земјата имаат регулирано употреба на евалуацијата во носењето на одлуки. Значи, да во највисоките органи на државата, во парламентите, се користи пратениците, MPs, како сакате наречете ги, користат извештаи од евалуација. Многу од парламентите имаат своји служби кои што ги користат за евалуација. Некои користат надворешни извори, некои користат извори од владата, некои независни, како и да е. Значи, носењето дори на највисоко ниво сега се од политичко оди повеќе кон носење на одлуки врз база на докази, факти, цврсти факти. Да. Тоа е преточено после тоа, значи, многу земји имаме закон за евалуација каде што мора да се спроведува. Понатаму многу земји имаат политика на евалуација каде што се утврдени како ќе се работи евалуацијата, кои проекти, кои активности на централно, на локално ниво ќе се евалуираат. Има систем за евалуација каде што се определени улогите на општествените фактори, кој што ќе работи. И, значи, тоа е баш на многу места регулирана професија, каде што навистина се знае кога се прави, кој прави, зошто се прави, кој користи извештај, за кого е корисна таа евалуација. Швајцарија, знам, развиена земја за во закон. Непал како стигнало да бидат исто регулирани, тоа ми дојде неочекувано малку. Да, многу е така неочекувано, очекувавме во развиениот свет повеќе тоа да оди, али они имаат своји системи за отчетност, така да ова е нешто ново во делот, посебно во Азија, во Африка, и кај нас овдека на Балканот, каде што се создаде една група на земји кои што навистина многу работат на развојна евалуација и таму е одржано, јас лично бев во Непал кога се собраа 70 земји и во 70 земји имаше представници од парламентите. Значи парламентарци од 70 земји дојдоа да разговараат за евалуацијата и само цел свет имаше, од сите континенти. Така да тоа не е нешто ново за парламентарците и они си направија свој форум, светски глобален форум на парламентарци за евалуација, каде што редовно се собираат и разговараат за употребата и корисноста за евалуација. Јасно. Ми дојде чудно зашто, нели, поразвиена земја и понеразвиена, а како е уствари ситуацијата во Македонија сега? Значи, да, Швицарска на ниво на закон, а моментално до каде стигната евалуацијата и нејзиното регулирање? Кај нас не е регулирано. Очекувано. До каде е, бар сигурно има бар некаков напор на таа тема. Да. Ниту професијата, нити самата евалуација, нити можам да кажам евалуацијската култура кај нас не е на многу високо ниво. Само да појаснам што би значило тоа евалуацијска култура, тоа е колку често и колку имаме навика за користење на евалуација. Значи, дали е тоа нормална работа или тоа е ако баш мора да се направи нешто. Значи, во многу земји сосема е очекувано дека секоја програма, секоја подолгорочна активност се евалуира, да се види што се случило. За жал кај нас, значи, не е тој случај, така да нашите планови, стратегии не се сите, има поединечни кои се евалуирани, но навистина можам да кажам дека евалуацијската култура не е на високо ниво.
Да, очигледно никој не сака да мери резултати, мислам за програми, за проекти ги има во изобилие, меѓутоа ретко кој вика, а добро да направиме еден преглед што импакт или што резултати оваа програма има дадено на краток, среден и долг рок, тоа е уствари евалуацијата, ако добро те разбрав. Да, значи секоја интервенција си има своја логика. Тргнува од одредени претпоставки од каузалитет. Ако направам ова, очекувам дека ќе се случи тоа. И тоа ќе се случи, ќе дадеме многу пари, ресурси и по одредено време, значи треба да имаме некакви резултати. Но многу често се случува дека самата претпоставка не била добра, дека она што мислевме ние дека ако го направиме ова, ќе се случи она, не функционира. Значи затоа е многу важно да се следат сите овие политики, интервенции, мерки кои што се спроведуваат, значи да видиме дали тоа функционира, дали ги дава оние очекувани резултати, дали може да се подобри нешто, дали треба да ја откажеме таа мерка како нефункционална. Значи затоа е многу важно да имаме евалуација која што на време ќе не укаже за потребни корекции. Значи имам уште многу ново поле во Македонија да се подобруваме. Исто спомна дека си доста активен во МЕН, тоа е македонската мрежа на евалуатори. Што е уствари улогата сега на МЕН во развивањето на евалуацијата во Македонија? МЕН е мрежа на евалуатори. Значи во цел свет, во 150 земји постои во секоја земја мрежа на евалуатори. Тие се обединети во една организација која што се вика Eval Partners, и тоа е глобална организација. И тие се познати како ВОПЕ или како Voluntary Organization for Professional Evaluation, или било како, или асоциации, или мрежи, или било како, не е битно никако се нарекуваат, но битно дека тие се носители на развојот на евалуацијата во сите земји, така и кај нас. Значи, нашата мрежа се обидува да ја донесе евалуацијата, да се зголеми употребата на евалуација, да се зголеми евалуацијската култура, да се зголемат способностите на евалуаторите, и не само на евалуаторите, и на корисниците на извештаите, бидејќи тие се најважните. Значи, тие се корисниците, и за нив све ова се прави. Значи, ако тие не се заинтересирани и ако не знаат за евалуацијата, мислам тогаш немаме логика, нема да оди евалуацијата напред. Баш така. Размислам сега дека зборуваш досега на англиски evaluation, секогаш ми доаѓа monitoring and evaluation, мониторинг и евалуација, и баш убаво што ти имам тука да ни појасниш, што уствари разликата меѓу мониторинг и евалуација и дали едното може без другото, бидејќи до сега бар најчесто ги гледам сека да одат заедно. Да, многу често тие се одат заедно, но мониторингот сам за себе има употребна вредност, но најголемата вредност е во евалуацијата. Значи, она ја храни евалуацијата, од таму се добиваат податоците за евалуацијата. Еве еден чист пример, значи дали фирма или физичко лице има своја сметка и секојдневно добива изводи од банка. Да. Значи ние само следиме што се случува на нашата сметка, доаѓаат пари, дали сме во минус или не сме во минус, дали имаме доволно пари или немаме доволно пари, но не знаеме, изводот не ни кажува причината зашто е тоа така. Значи само ни кажува фактичка состојба. Значи евалуацијата би требало да ги искористи тие податоци и да разбере што стои позади тоа, дали фирмата добро работи, значи дали има продуктивност, дали е човечките ресурси, значи може да има милион различити работи кои што влијаат на тоа. Значи мониторинг е само следење на резултатите, значи собирам извештаите, али не дава суштинска причина зошто е тоа така. Евалуацијата е затоа нешто што би требало да ни даде одговор зошто е нешто така. Значи евалуацијата е всушност интерпретација на собраните податоци од процесот на мониторинг. Вака, евалуацијата е многу високо професионална и многу е потребно капацитети на евалуаторите за да може да работат една евалуација. Значи потребно е, бидејќи овдека ние зборуваме за развојна евалуација, значи зборуваме за
ниво на интервенции кои што се на општествено ниво, значи дали е економија, социјала, здравство, животна средина, значи све оно што влијае на животот на граѓаните. Значи, евалуаторите треба да имаат многу широки познавања од начинот на носење на политики, на регулатива, од проектен циклус, значи за да може да го разберат свето тоа што се случува таму. И треба да имаат многу силни аналитички способности и синтетички, значи сите тие податоци што ќе ги добијат да може да ги склопат во еден извештај, логичен извештај и на корисникот на многу едноставен, пристапен начин да му обезбедат информација, значи што се случувало во минатото со неговата интервенција, дали неговата претпоставка дека ќе се случи тоа и тоа се остварило, дали имала логика или немала, дали се постигнати резултатите, дали тие резултати можеле да се постигнат со помалку средства, со помалку ресурси, значи дали има импакт врз граѓаните, дали е тоа одржлива интервенција, значи се тоа работи кои што треба да се спакува во еден извештај и на носителот на одлука да му укаже на тоа во која насока би можел да се движи. Сепак на носителот на одлука е врз база на тоа да се одлучи нели што ќе прави понатаму. Да, докаде е и како да промени нешто за поефикасно искористување на ресурсите. Владко спомна нешто интересно, развојна наспроти, валја неразвојна. Што, значи има повеќе видови на евалуација, па да ми кажеш уствари зашто сега кога рече, значи ова повеќе е за развојна, да ми кажеш повеќе малку за тоа? Значи ние работиме на наш фокус е развојна. Значи што е разликата? Евалуација е на нашки преведена оценка, нели? Значи од у школа децата ги оценуваме. И би можеле да кажеме ги евалуираме. Значи постојат многу различити видови на евалуација, значи оценка. Нашиот фокус е на оние активности кои што се одвиваат во општеството и кои што влијаат на животот на граѓаните. Значи, како што спомнав, дали е економија, дали се социјала, дали било која некаква друга активност што директно влијае врз животот на граѓаните, значи сите оние политики, стратегии, регулативи, интервенции што се прават во овие области треба да се оценат, дали се добри и да дадат инпут за понатамошни квалитетни одлуки. Значи, затоа го викаме ние evidence-based policy making, значи носење на одлуки врз база на докази. Јасно. Значи, баш е развојната евалуација на ниво на општество. И да, како држава сигурно има и политики, ама има и програми кои што активно ги работи, мислам сега, АВРМ, Агенција за вработување, нели има програми за намалување на невработеноста, програми за поттикнување на претприемништво. И како такви, значи, со евалуацијата е да се оценат кој е импакт на македонски, кој е влијанието на тие програми и всушност баш како што го кажа низ двете точки од погоре, едното е низ отчетност, за да може да се каже со колкава стапка на ефикасност тие програми дале резултат, меѓутоа и со второто е учењето каде што пробавме со оваа програма, дајде за воиднина малку да ја видоизмениме или подобриме за да може да добие уште подобри резултати. Апсолутно, да. Значи, основната компонента на евалуацијата е учењето. Значи, што можеме да научиме од ова што до сега го работиме, што можеме да примениме во иднина, да го подобриме, што би можеле да споделиме како добра пракса со некои други и да видиме што не функционирало. Значи, имаме многу јасна распределба и носителот на одлуки треба да каже ова што не функционира, треба да го тргнеме. Мислам, многу логично. Штом јас го сванев, мислам дека сега за сите јасно што е развојна евалуација. Меѓутоа, Владко, во најава исто ми спомна дека има конференција за евалуација на Балканот и тоа баш сега треба да се случува на 24 ноември во Скопје. Па можеби може да ни дадеш малце повеќе информации за таа конференција за сите кои што сега се запознаваат со евалуација или развојна евалуација, можеби би биле заинтересирани да присуствуваат и на таа конференција. Сигурно. Значи, јас спомнав дека ние во Македонија имаме наша мрежа на евалуатори. Да. Ние како такви сме членка во една регионална организација која што се вика Western Balkan Evaluation Network или евалуатори во Западен Балкан. Значи, тука се
бившите југославенски републики и сега го шириме и на другите сите балкански држави овдека. И ова е веќе четврта конференција која што се организира во оквир на ова регионално здружение, да го наречам. Првото беше Сарајево, па имавме Загреб, Белград и сега е наред Скопје. За жал, сите овие беа во живо конференција, ова ќе биде првата онлайн, али тоа е тоа што да правиме. Така да, на оваа конференција ќе зборуваме многу за евалуацијата. Имаме многу добри говорници, имаме гости од седиштето на Обединети нации, имаме многу високи светски лидери кои што работат на полето на евалуација. Ќе имаме убава серија на презентации од конференцијски трудови. Ќе имаме 3 панел дискусии кои што ќе се однесуваат. Едната ќе се однесува баш за улогата на националните асоциации, здруженија на евалуатори, нивна улога и влијание што треба да прават. Едната панел дискусија ќе се однесува на професионализација на евалуацијата и третата ќе се однесува на употребата на евалуацијските извештаи и капацитетите на оние што ги спроведуваат, што ги купуваат, да кажем, и менаџираат самите евалуации, значи оние кои што ги изнемуваат услугите на евалуаторите. Значи им повише настани во склоп на конференцијата. За кого е примарно наменета конференцијата? За сите тие што ги интересира евалуацијата, посебно би сакал да ги видам таму сите носителите на одлуки. Значи некако повеќе имаме од страната на понудата на самите евалуатори, но овдека ќе имаме и некој Европска банка, рецимо, ќе биде Council of Europe, ќе имаме повеќе институции кои што ќе извршат своја презентација. И јас стварно би сакал да ги видам носителите на одлуки, бидејќи мислам дека треба да биде овој процес воден од нивна страна. Значи, нив им се потребни овие извештаи, нив им се потребни евалуациите, нив им се потребни професионални извештаи, професионални евалуатори за да може да добијат квалитетни извештаи. Бидејќи направените евалуации од страна на недоволно обучени, спремни евалуатори се многу опасни, бидејќи тие може да произведат некакви извештаи кои што не се целосни или misleading или кои што би воделе во погрешна насока, значи што е опасно дека може да ја направи перцепција дека евалуацијата не е нешто корисно, не е нешто добро, што секогаш нели се случува кога некој работи нешто што не му е струка. Баш сега кога го спомна, уствари, на место е дека со лошо мерење на резултатите ќе се добијат погрешни резултати, со погрешни резултати ќе се добие погрешни импресија, со погрешни импресија ќе се донесе погрешна одлука и сето тоа е точно, меѓутоа со лошо поставен систем, значи се може да има огромни последици. Со други зборови. Значи ланецот е толку силен колку што е силна најслабата карика. Значи било каде ако нешто не е во ред, значи ќе имаме проблем. Значи потребно е да се обезбеди дека сите карики се силни за да можеме да имаме навистина добар систем на носење на одлуки, а со тоа и подобар живот на граѓаните, побрз развој, поконзистентен развој на општеството. Да. Звучи одлично, Владко, мислам за сите што се заинтересирани на 24 ноември во среда во Скопје, мада овој пат како што кажа Владко ќе биде онлайн, така да нема физички настан, туку може да се присуствува на конференцијата. Го гледам и времето, Владко. За крај сакав чисто да оставам, доколку некој е заинтересиран да стапи во контакт со тебе, каде може да те пронајдат? Мислам, дали доколку некој има дополнителни информации за евалуацијата или пак лично сакаат да стапат во контакт со тебе како менеджмент консултант, каде може да те најде човек? Прво во МКА, на страната на МКА. Второ, тоест нашата македонска мрежа на евалуатори, ние имаме исто така веб страна, значи МК, исто така и преку
имейл адреса која што е исто така ставена на нашата веб страна, значи сите заинтересирани се добре дојдени и на конференцијата и во било кое време да контактираме во врска со прашањата од евалуација. Одлично. Јас прв те барам за фоллоуап прашање околу евалуацијата. Меѓутоа, Владко, сакам да ти се заблагодарам што ни гостуваше во интервју со менеджмент консултант. Навистина, јас лично си научив многу повише за значењето на развојната евалуација во функцијата на општествениот развој и се надевам дека и другите што слушаат добија бар перспектива, односно што е значењето за евалуацијата и со тоа ги потикнавме да дојдат и на конференцијата каде што можат многу подетално и тоа е цела ден колку што знам јас, можат подетално да се запознаат со евалуацијата. Фала многу за поканата и за можноста да кажеме нешто повеќе за пред публиката, пошироката публика за евалуацијата. Баш, мило ми и мене.